Решението за превземање мерки за темелно чистење и дезинфекција на училишните простории, обезбедување средства за лична хигиена, како и редовно следење на отсутноста на децата од настава, кој го испрати државниот санитарен инспекторат, денес пристигна во сите средни и основни училишта во Струмица. Со неколкуте училишта кои денес контактиравме, велат дека се уште е рано да се направи техничка статистика колкава е отсутноста на децата од училиште, сепак имаат првична информација дека нема варичела која би можела да го преполови една смена како што вообичаено се прави на сипаници. Иако бројот на заболени деца од 5 до 14 години од варичела е значително мал во Струмица, сепак училиштата на самиот старт од учебната година се должни да ги спроведат мерките од решението на државниот санитарен инспекторат. Во Центарот за јавно здравје во Струмица денес информираат дека алармот се крена откако во институтот пристигнале резултати со појава на морбили. Дете на 6-месечна возраст од Скопје, која се уште не било вакцинирано, и комановец на 40 годишна возраст, кој бил само амбулантски прегледуван и пуштен на домашно лекување, се првите заболени на морбили во земјава. За двата случаи не постои податок за епидемиолошка поврзаност, како и податок за контакт со заболени од морбили. Здравствените власти спровеле епидемиолошки исследувања на најблиските и контактите за евентуална потреба од вакцинација со МРП вакцината. Од Министерството за здравство денеска информираат дека грипот засега се уште е со ниска активност. Во моментов се регистрирани 1737 случаи на заболени од грип, но се очекува зголемување на активноста во следниот период.